Koga David go završi razgovor so Saula, Jonatanovata duša se nakloni kon Davidovata duša i Jonatan go возлюbi kako sami od sebe. Saul go zadrža Davida v onoj ist den kaj sebe, ne go ostavi da se vrati vo kukjata na svojo tatko. I Jonatan skluči sojuz so Davida, zašto go ljubeše kako sami od sebe. I Jonatan jasimna nametkata što ja imaše na sebe i mu ja dade na David, taka i svojata obleka, pa i svojot meč, svojot lak i svojot pojas. Vosite svoji pohodi, kade i da go prakjaše Saul, David postapuvaše razumno i Saul go postavi na čelo na svojite vojni. Toj mu zamile na siot narod, pa i na Saulovite dvorjanci. Принивно то враќање, кога Давид се враќаше оттако губи филистеетот, жените од сите Израелеви градови му излегува во пресрет на царот Саул, восклекнувајки весело, пејки и играјки при звуци на тапани и гуслиња. Жените пееја и играјки, Саул погуби илјади, Давид десетици илјади. Саул се расрди многу, не му беше мила таа песна, затоа рече на Давида му дадоа десетици илјади, а мене само илјада, уште му треба само царството. И од тој ден Саул го гледаше Давид со омраза. Утреден зол Божи дух го нападна Саул, така што беснееше по куќата. Давид удираше со раката по лирата, како во другите денови, а Саул имаше копје во раката. И Саул го фрли копјето велејки во себе, сега ќе го заковам Давид за зидот. Но Давид му избега два пати. Саул почна да се бои од Давид, зашто Господ беше со него, а отстапи од Саул. Затоа Саул го отстрани од својата близина и го постави за илјадник. Тој излегуваше и се враќаше на чело на народот. Давид имаше успех во сите своји патишта, зашто Господ беше со него. Кога Саул виде дека Давид има многу успеси, го фати страф од него. Ама Давид им замилеа на сиот Израел и на Јуда, зашто тој ги водеше по сите нивни патишта. Саул му рече на Давид: еве, ке ти ја дадам за жена својата најстара ќерка Мерава. Само биди ми храбар и води ги господовите боеви. Саул мислеше: нема да падне од мојата рака, туку нека се крене на него филистејската рака. А Давид одговори: кој сум јас и што значи мојот живот? Што куќата на мојот татко во Израел, за да бидам царев зет? И кога дојде време, Сауловата ќерка Мерава да тргне со Давид, му ја дадоа за жена на Адрил од Меола. Ама Давид го љубеше Сауловата ќерка Михала. Кога му јавија тоа на Саула, му беше право. Тој рече во себе: ќе му ја дадам, ама таа ќе му биде стапица и филистејската рака ќе се дигне на него. Саул повторпат му рече на Давид: денес ќе ми бидеш зет. Тогаш Саул им заповеда на сите своји слуги вака: разговарајте со Давид тајно и речете му: ете, му замиле на царот и сите негови дворјани те сакаат, затоа биди царев зет. И Сауловите слуги му ги повторија тие зборови на Давид, ама Давид им одговори: заре во вашите очи нешто мало да се стане царев зет? Јас сум само беден и мал човек. Сауловите слуги му го соопштија тоа на Саул велејки: евете ги зборовите што ги рече Давид. А Саул одговори: речете му на Давид вака: царот не бара никаков свадбен подарок, туку само 100 филистејски обрезоци, за да им се одмазди на царевите непријатели. Саул мислеше така ќе го урне Давид во рацете на филистејците. Сауловите слуги му ги соопштија сите тие зборови на Давид, а не му беше по волја да стане царев зет, уште пред да истече времето. Давид се подготви и тргна со своите луѓе, па им уби на филистејците 200 луѓе и ги донесе нивните обрезоци и му ги предаде на царот на број, за да стане негов зет. Тогаш Саул му ја даде својата ќерка Михала за жена. Саул виде јасно дека Господ е со Давид и дека сиот Израелев дом го љуби. И Саул се исплаши уште повеќе од Давид и му стана непријател на Давид за секогаш. А филистејските кнезови излегуваа во бој, ама колку пати и да излегуваја, Давид имаше повеќе успеси отколку сите Саулови дворјани и така неговото име стана многу славно. Саул им ја образложи на својот син Јонатан и на сите своји дворјани својата намера да го убие Давида. Но Јонатан, Сауловиот син, мошне многу се радуваше на Давида. И Јонатан тоа му го соопшти на Давида вака: мојот татко Саул има намера да те убие. И така биди внимателен утре наутро, остани во скривалиштето и скрии се. А јас ќе излезам и ќе стојам покрај мојот татко во полето каде што ќе бидеш ти и ќе зборувам за тебе со мојот татко кога ќе научам како е ќе ти јавам. Јонатан му го пофали Давид на својот татко и му рече вака: царот нека не се огреши за својот слуга Давид, зашто тој ништо не сгрешил за тебе.
Sprotivno, тоа што го правеше беше од голема полза за тебе. Тој го стави својот живот на коцка, губи филистеецот и Господ му прибави голема победа на сиот Израел. Виде и се радуваше, и така зошто безгрешил за невина крв, убивајќи го Давид без причина. Саул ги сослуша Јонатановите зборови и се заколна. Живиот ми Господ, Давид нема да умре. Тогаш Јонатан го повика Давид и му ги кажа тие зборови, потоа Јонатан го доведе Давид кај Саул и Давид пак ја доби службата што имаше порано и пак избувна војна. Давид излезе на боиште за да се бори со филистејците и ги порази така што избегаа пред него. Тогаш лошиот Божји дух го обзеде Саул, кога седеше во својата куќа со копјето во раката, а Давид свиреше со лирата. Саул се обиде да го прикове Давид со своето копје за зидот. Давид побегна и се спаси. Во истата ног Саул испрати гласници за да ја нагледуваат Давидовата куќа, зашто сакаше да го убие Давид рано наутро, но Давидовата жена Михала му го соопштува на Давид говорејќи: ако ноќеска не избегаш на безбедно место, утре ќе бидеш мртов. Тогаш Михала го спушти Давид низ прозорецот, тој си отиде и се спаси со бегство, а Михала го зеде кипот, го положи во постела, му стави козји влакна околу главата и го покри со покривка. Кога Саул испрати гласници за да го фатат Давид, таа им рече: болене, но Саул ги врати гласниците за да го видат Давид и им заповеда: донесете го кај мене во постела за да го убијам. А кога гласниците влегоа, ете во постелата беше кипот со кози наоколу главата. Тогаш Саул и рече на Михала: зошто ме измами така и го пушти мојот непријател да побегне и да се спаси? А Михала му одговори на Саул: тој ми рече: пушти ме да си одам или ќе те убијам. Така Давид избега и се спаси, и тој отиде кај Самуила во Рама и му јави за се што му беше направил Саул. Потоа тој и Самуил отидоа и се настанија во Најот, а на Саула му јавија вака: него Давид во Најот во Рама. Тогаш Саул испрати гласници за да го фатат Давид. Кога тие видоа пророчки собир во пророчки занес, а Самуил на нивно чело, Божиот дух ги опфати и Сауловите гласници, та и тие пророкуваа. Кога му го јавија тоа на Саул, тој испрати други гласници, но и тие пророкуваа. Потоа Саул испрати и трети гласници, ама и тие пророкуваа. Тогаш Саул тргна сам во Рама и кога дојде до големиот кладенец кај Сохот, праша каде е Самуил и Давид. И му одговорија: ене ги во Најот во Рама. Тој веднаш тргна кон Најот во Рама, но и него го обзеде Божји дух, па одеше во пророчки занес, се додека не дојде во Најот во Рама. Таму и тој ги соблече своите облеки, зашто и него го обзеде занес пред Самуила. Потоа легна гол и остана така целиот тој ден и сета ног. Од тогаш се вели: зар е и Саул меѓу пророците? Давид избега од Најот во Рама и дојде кај Јонатан, та му рече: што направив, каква беше мојата вина и што му сгрешив на татко ти, та го бара мојот живот? А тој му одговори: далеку да е од тебе таа мисла, ти нема да загинеш. Ете, мојот татко не презема ништо, било големо или мало, а тоа да не ми го открие мене. И така, зошто татко ми би го криел од мене токму тоа? Но Давид се заколна и рече: твојот татко знае добро дека јас ја придобив твојата наклонетост, па мисли: Јонатан не треба ништо да знае за тоа, за да не биде жалостен, ама живиот ми Господ и животот ми твој има само еден чекор меѓу мене и смртта. Тогаш Јонатан го праша Давид: што сакаш да направам за тебе? А Давид му одговори на Јонатан: еве, утре е млада месечина и јас би требало да јадам со царот покрај столот, ама ти пушти ме да си одам, за да се скријам во полето до вечерта. Ако твојот татко запележи дека ме нема, ќе му речеш вака: Давид ме молеше упорно за да го пуштам да отиде бргу до својот град Витлеем, зашто таму се слави годишната жртва за сето негово семејство. Ако тој рече: добро, твојот слуга е спасен, ако пламне со гнев, знај дека цврсто намислил да ме погуби. И така искажи му милост на својот слуга, кога својот слуга го воведе со себе во Господовиот сојуз. Ама ако има некаква вина на мене, убий ме самиот, зошто би ме водел кај својот татко? А Јонатан му одговори: далеку да е од тебе таа мисла, кога би знаел веродостојно дека мојот татко наумил цврсто за да ме навали несреќа врз тебе,
Zar jaz ne bi ti javil? David go praša Jonatan, a koji ke mi javi ako tvoj tatko ti odgovori nešto lošo? Jonatan mu odgovori na David, dojdi da izlezeme vo poleto i dvajicata izlegova vo poleto. Togaš Jonatan mu reče na David, Gospod Izraelov Bog, neka mi bide svedok i jas ke go iskušam tatka si utre v ova vreme. Ako bide dobro za David, a jas ne ispredam kaj tebe, za da te izvestam, Gospod neka mu go napravi to zlo na Jonatan i neka mu dodade drugo zlo. Ako na tatka mi mu bide milo da ti napravi zlo, ke ti javam i ke te puštam da si otideš vo mir i Gospod neka bide sa tebe kako što beše sa mojom tatko. Ako jas ušte bidam živke, možeš da mi je iskažeš Gospodovata milost. Ako umram, ne krati mu ja tvojata dobrina na moj dom doveka, koga Gospod ke ti otkorne redum Davidovite neprijatelji od lice to na zemljata. Jonatan se zavetува su dom od Davidov, дека Господ ке бара сметка за тоа од рацете на Давидовите непријатели. Тогаш Jonatan му се законно уште еднаш на Давид во својата љубов, зашто го љубеше со сета љубов на својата душа. Потоа Jonatan му рече на Давид, утре млада месечиња и ќе забележи дека те нема, зашто твоето место ќе биде празно. Задутре ќе види уште поочигледно дека те нема, а ти дојди на местото каде што се скри во денот на оној настан и седни при каменот Езел, а јас ќе фрлам 3 стрели кон онаа страна како да гаѓам цел. А тогаш ќе го испратам момокот и ќе му речам, оди, најди ја стрелата. Ако тогаш му викнам на момокот, внимавај, стрелата е ваму поблизу од тебе, донеси ја. Ти тогаш дојди, зашто има мир за тебе и нема никаква опасност, така ми живи од Господ. Ако му викнам на момокот, внимавај, стрелата е она му подалек од тебе, ти тогаш отиди си, зашто Господ те праќа од тука. А за овој договор за кој се договоривме јас и ти, Господ нека е сведок меѓу мене и тебе довека. Потоа Давид се скри во полето и кога излезе нов месец, царот седна покрај столот за да јаде. Царот седна на своето вообичаено место, на местото до зидот, и Jonatan се смести спроти него, Авенир седна покрај Саул, а Давидовото место остана празно, ама Саул не рече ништо во оној ден, зашто мислеше му се случило нешто, та не е чист. Утре ден по младата месечина во вториот ден на месецот, Давидовото место пак остана празно и Саул го праша својот син Jonatan, зошто е се овиот син не дојде на ручек ни вчера ни денес, а Jonatan му одговори на Саул, Давид ме молеше упорно да го пуштам да оди во Витлеем. Ми рече, пушти ме да одам, зашто ја славиме семејната жртва во мојот град и моите браќа ме повикаа да дојдам ако ја придобив твојата наклоност. Дај ми дозвола да ги посетам моите браќа, ете, затоа го нема покрај царскиот стол. Тогаш Саул пламна со гнев на Jonatan и му рече, ти сине на развратна и бунтовна жена, мислиш дека не знам дека си во сојуз со Јесејовиот син за свој срам и за срам на мајка ти, зашто додека бидеш жив на земјата Јесејовиот син не ќе бидеш безбеден ни ти ни твоето царство, затоа сега испрати по него и доведи го кај мене, зашто е осуден на смрт. А Jonatan му одговори на својот татко Саул и му рече, зошто треба тој да умре, што направи? Тогаш Саул замолна со копјето на свинот за да го прободе. Jonatan виде дека неговиот татко одлучил да го убие Давид. Jonatan стана од столот сиот разјарен и не јадеше ништо во тој втор ден на месецот, зашто се загрижи за Давид, бидејќи неговиот татко го навреди. Утре ден наутро Jonatan излезе во полето според спогодбата со Давид, со него одеше млад момок. И тој му рече на својот момок, ти ќе се затрчаш и ќе ги најдеш стрелите што ќе ги фрлам сега. И момокот се затрча, а Jonatan ја оптегна стрелата така што пролета преку него. Кога момокот дојде до местото каде што беше стрелата што ја фрли Jonatan му викна на момокот, не е ли стрелата она му подалеку од тебе? Уште Jonatan му викна на момокот, побргу, побрзај, не стој. Jonatanovиот момок ја крена стрелата и му ја донесе на својот господар. Момокот не забележа ништо, само Jonatan и Давид знаеја за што се работи. Тогаш Jonatan му го предаде оружјето на момокот и му рече, оди си и однеси го тоа во градот. Кога си отиде момокот, Давид излезе кон југ, падна ничком на земјата и се поклони 3 пати. Потоа се изљубија и плачеа заедно, но Давид плачеше повеќе. Потоа Jonatan му рече на Давид, оди си во мир, затоа што двајцата се заколнавме во Господовото име. Господ нека биде сведок меѓу мене и тебе, меѓу твоето и моето потомство довека. Тогаш Давид стана и си отиде, а Jonatan се врати во градот. Давид дојде во Ноб кај свештеникот Ахимелех. Овој треперејки тргна во пресред на Давида и го праша, зошто си сам и нема никој со тебе? А Давид му одговори на свештеникот Ахимелех, царот ми даде налог и ми рече, никој нека не знае зошто те праќам и што ти заповедав, а момчињата ги испратив да ме пречекаат на тоа и тоа место.
A stega ako imaš pri raka 5 lebovi, daj mi gi ili nešto što ke se najde. A sveštenikot mu odgovori na David, nemam pri raka običan lep, tuku samo svet lep, ama samo ako tvojite momci se vozdržale od žena. David mu odgovori na sveštenikot vaka, sosem bezbedno, ženite ni beja vozdržani, kako i porano koga jasi izleguvav, i telata na momcite se čisti, iako je ova običan pad, na vistina denes se čisti so telata. Toga je sveštenikot mu dade svet lep, zašto nemaše drug lep tamu osven žrtveniot, onoj što beše ostranuvan od pred gospoda, za da se zameni so topol lep, vodenot koga se zema. Tamu vujstio den beše jedan od Saulovite slugi se zadržal pred gospoda, se vikaše Doik i Dumec i beše nadgleduvač na Saulovite pastiri. David go praša Ahimeleha, a nemaš li tuka pri raka nekakvo kopje ili meč, nego sedov so sebe ni svojot meč ni svoje to oružje, zašto carski od nalog beše iten, a sveštenikot mu odgovori, tuka je mečot na Filistejec od Golijat, na onoj kogo što go ubi Vojlinskata dolina, zavitkane vo plaštenica i je položen za nadpleknikot. Ako sakaš da go zemeš, samo zemi go, zašto drugo sve nego nema tuka, a David odgovori, tako veke nema, daj mi go. Poto a David stana i izbega v onoj den daleko od Saul i dojde ka Jahis, carot na Gat. A Ahisovite dvorjani mu rekoa na svoj car, ne je li toa David carot na zemljata, toa je onoj za kogo peja igrajki Saul porazi iljadi, David desetici iljadi. David se zamisli za tije zborovi i mnogo se isplaši od gatski od car Ahis, togaž David počne da se preprava pred njih, kako da je umobolen i se vladeješe kako bezumnik, vo nivni terace, tropaše povratite i ostavaše da mu teče liga niz bradata. Togaž Ahis im reče na svojiti dvorjani, gledate dobro deka čovjek ode bezumnik, zašto go doveduvate kaj mene, zar nemam dosta bezumnici da mi go doveduvate ovoj, zar da mi dodeva so svoje ludilo, zar tojke vlezavo mojata kutja? David si otide otamu i se zastuna vo pešterata odolam. Ako ga čuja toa negovite brake i sito njegovo semestvo slegao ona mu pri nego. Osven toa se sobra okolo nego site koji beja vo nevolja. Site zadovoljeni, site nezadovoljni i to im stana vodač. A gi imaše okolo nego do 400 luge. Otamu David otide vo Mispa vo Moavskata zemlja i mu reče na Moavski car, dozvoli moj tatku i moja ta majka da se zasunat kaj vas dodeka ne vidam što će napravi Bog so mene i gi ostavi kaj Moavski car. I tije ostana kaj nego se dodeka David beše vo skrivalište to. Ama prorok od Gat mu reče na David, ne ostanuvaj vo svoje to zolnište, tuku odi i navleze vo judinata zemlja. I David otide i navleze vo Areckata gora. Saul nauči deka se pojavi David su lugeto koji beja so nego, Saul tok mu beše vo Gavaja, sedeše pod Dab na Ridot vo Rama, so kopija vo Rakata, a okolo nego stoja site njegovi dvorjani. I Saul im reče na svojiti dvorjani koji beja okolo nego, poslušajte me, Venjaminovi sinovi, da li i Jesejovio sin ke vi podari Nivi i Lozija, da li ke ve postavi site za iljadnici i stotnici, a zašto togaž site se zaverivte protiv mene, nema nikoj da mi javi koga moj od sin skluči soju su Jesejovio sin, nema nikoj među vas za da me požali i da mi otkrije kako moj od sin go razjari, moj od sluga protiv mene, ležejki vo zaseda, kako što se slučuva denes. Togaž progovori Idumec od Doik, koji stoješe među Saulovite dvorjani i reče, jaz go vidov Jesejovio sin, koga dojde vo Nop kaj Ahimeleh, Ahitovio sin. Ovoj pobara za nego sovet od gospod i mu dade hrana i mu go predade mečot na Filistejec od Golijat. Togaž Saul zapoveda da gi povika sveštenik od Ahimelek, sin od Ahitov i sito njegovo semestvo svešenici vo Nop i site dojde pred carot. Togaž Saul reče, čuj me Ahitov sine, a to odgovori, eve me gospodaru. A Saul go praša, zašto se zaverivte protiv mene, ti i Jesejovio sin, ti mu dade lepi meč i pobara sovet od Boga za nego, za da se krene protiv mene, ležejki vo zaseda kako što se slučuva denes. Ahimeleh mu odgovori na carot, a koji mu je ramen na David od site tvoji slugi tolku veren, pokraj toa care vzet glavatar na tvojata telesna straža, čovek koji je počituvan vo tvojata kukja, zar jaz denes za prv pad barav sovet od Boga za nego, daleku da je od mene, neka carot negi obvinuva vo ništo svojo sluga i seto njegovo semestvo, zašto njegovio sluga ne znaješe ništo za toa, no carot odgovori, ti ke umreš Ahimelehu, ti i seto tvoje semestvo, i carot im zapoveda na telohranitelite koji stoja okolo nego, pristapete i pogubete gi, gospodovite sveštenici.
Зашто и тие му помогнаа на Давид, знаејќи дека е во бегство, а не ми јавија за тоа, но царските стражари не сакаа да кренат рака на господовите свештеници за да ги погубат. Тогаш царот му заповеда на Доик: пристапи ти и погуби ги свештениците. И думеецот Доик пристапи и ги погуби свештениците. Тој погуби во оној ден 85 луѓе кои носеа ленен наплекник. И Ноб, свештеничкиот град, ги разурна со острилото на мечот, погубувајќи ги мажите и жените, децата и дојлчињата, ослињата и овците со острилото на мечот. Се избави само еден син на Ахимелех, синот Ахитов, по име Авијатар, и пребега кај Давид. Авијатар му јави на Давид дека Саул ги искла господовите свештеници, а Давид му одговори на Авијатар: јас веќе во оној ден, кога таму беше идумеецот Доик, знаев дека тој без друго ќе му го јави тоа на Саул. Јас сум виновен за животите на твојот татков дом. Остани кај мене, не бој се. Кој ќе го бара твојот живот, ќе го бара мојот живот. Кај мене ќе бидеш чуван добро. Тогаш му јавија на Давид: филистејците ја опсадија Кеила и ги ограбуваа гумната. Тогаш Давид го праша Господ: дали треба да одам против филистејците и дали ќе ги поразам? А Господ му одговори на Давид: оди, ќе ги поразиш филистејците и ќе ослободиш Кеила. Но неговите луѓе му рекоа на Давид: ете, ние сме веќе тука во Јуда, во непрекратен страв, а што ли ќе биде ако отидеме во Кеила против филистејските чети? Затоа Давид го праша Господ уште еднаш, а Господ му одговори вака: стани и слези во Кеила, зашто ќе ги предадам филистејците во твои раце. Тогаш Давид тргна со своите луѓе во Кеила, удри на филистејците, го отера нивниот добиток и им зададе тежок пораз. Така Давид ги ослободи граѓаните на Кеила. И кога Авијатар, синот Ахимелеков, пребега кај Давид, тој дојде во Кеила, носејќи наплекник во раката. Кога му јавија на Саул дека Давид влезе во Кеила, Саул рече: Бог го предаде во мои раце, зашто го фати во стапица кога влезе во град со порти и лостови. И Саул го свика сиот народ на оружје за да оди против Кеила и да ги опколи Давид и неговите луѓе. Кога Давид научи дека Саул му крои зло, му рече на свештеникот Авијатар: донеси го наплекникот. Тогаш Давид се помоли: Господи Израелев Боже, твојот слуга чу дека Саул подготвува напад врз Кеила, за да го разори градот заради мене. Дали Саул ќе дојде како што чу твојот слуга, Господи Израелев Боже? Одговори му на својот слуга, а Господ говори: ќе дојде. Давид праша пак: дали првенците на Кеила ќе ме предадат, мене и моите луѓе, во Сауловите раце? А Господ говори: ќе ве предадат. Тогаш Давид стана со своите луѓе, беа околу 600, и излегоа од Кеила и скитаа каде што можеа. А кога му јавија на Саул дека Давид избега од Кеила, се откажа од воениот поход. Давид се засолна во пустината во горните засолништа, се настани на гората во пустината Зив. Саул го бараше непрекратно, ама Бог не го предаде во неговите раце. Давид се плашеше дека Саул излезе на војна за да нападне на неговиот живот, затоа Давид остана во пустината Зив во гората. Тогаш Сауловиот син Јонатан тргна на пат и дојде кај Давид во Добравата и го охрабри во Божјо име. Му рече: не бој се, зашто нема да те стигне раката на мојот татко Саул. Ти ќе царуваш над Израел, а јас ќе бидам втор до тебе, и мојот татко Саул го знае тоа добро. И тие двајца склучија сојуз пред Господ. Давид остана во гората, а Јонатан си отиде во својот дом. Еден ден зифејците дојдоа кај Саул во Гаваја и му јавија: Давид се крие кај нас во горските засолништа во Дубравата, на ридот Ехела, што е јужно од Гесимон. Сега, цару, кога ќе сакаш да слезеш, слези, а наше е да го предадеме во рацете на царот. А Саул одговори: Господ да ве благослови дека ме сожаливте. И така, одете, распрашајте се уште и извидете го добро местото каде ќе го донесат неговите итри чекори. Ми рекоа дека е многу лукав, затоа пребарајте ги сите дупки во кои што се завлекува, па вратете се кај мене кога ќе знаете подетално. Тогаш јас ќе тргнам со вас, па ако биде некаде во земјата, ќе одам по неговите траги низ сите јудени родови. Тогаш тргнаа на пат и отидоа во Зив пред Саул. Давид со своите луѓе беше во пустината Маон, во Араба, јужно од Гесимон. Потоа и Саул тргна со своите луѓе за да го бара Давид. Кога му го јавија тоа на Давид, тој слезе во клисурата што лежи во пустината Маон. Саул го научи тоа и тргна во потера по Давид во пустината Маон.
Saul odеше на едната страна од планината, а Давид со своите луѓе по другата страна на планината. Давид мошне иташе за да му избега на Саул. Кога Саул со своите луѓе сакаше да премине на другата страна за да ги опколи Давид и неговите луѓе и за да ги фати, дојде гласник кај Саул со порака: дојди побрзо, филистејците навлегува во земјата. Тогаш Саул се одрече од потерата по Давид и се заврте против филистејците. Затоа она место беше наречено Села Амалекот, клисура на разминувањето. Оттаму Давид се искачи и се настани во Енгатските горски засолништа. Кога Саул се врати од потерата по филистејците, му го јавија ова: Давид е во Енгатската пустина. Тогаш Саул зеде 3000 одбрани луѓе од сиот Израел и тргна да ги бара Давид и неговите луѓе на исток од стрмната стена на дивите кози. Одејки дојде до овчите кошари покрај патот. Таму имаше пештера и Саул влезе за да клекне, а Давид со своите луѓе седеше во дното на пештерата и му рекоа на Давид неговите луѓе: еве го денот за кој ти рече Господ: јас ќе ти го предадам твојот непријател во твоите раце. Постапувај со него како што ти се сака. А Давид стана и незабележливо го одсече скутот на Сауловиот плашт, но после го печеше совеста Давид зошто го одсече скутот од Сауловиот плашт. Па им рече на своите луѓе: да ме чува Господ да му направам такво нешто на својот господар, да кренам рака на него, зашто е Господов помазаник. И Давид ги укори со остри зборови своите луѓе и не им дозволи да станат против Саул, а Саул излезе од пештерата и тргна по својот пат. Потоа Давид стана и викна по Саул: Господару цару. А кога Саул се обзрна, Давид се нафрли ничкум на земјата и му се поклони. Тогаш Давид му рече на Саул: зошто ги слушаш луѓето што ти зборуваат дека Давид ти крои тебе пропас? Ете, токму во овој ден твоите очи можеа да видат дека Господ те предаде денес во мои раце во оваа пештера. Ми рекоа да те убијам, но те поштедив и реков: неки ги кренам своите раце на својот господар, зашто тој е Господов помазаник. О, татко мој, погледај и види го скутот од твојата наметка во мојата рака, го одсеков скутот од твојот плашт, а тебе не те убив. Сознај и види дека во мојата рака нема ни зоба ни опакост. Јас не сгрешив против тебе, а ти дебнееш на мојот живот за да ми го земеш. Господ нека суди меѓу мене и тебе, Господ нека ме одмазди врз тебе, ама мојата рака нема да се дигне на тебе. Како што вели старата пословица: од неправедникот доаѓа неправдата, и затоа мојата рака нема да се дигне против тебе. По кого излезе израелскиот цар? По кого одиш во потера? По мртов пес, по обична болва. Господ нека биде судија, тој нека суди меѓу мене и тебе, нека ја испита и нека ја брани мојата работа и нека ми набави правда, нека ме избави од твојата рака. Кога Давид му ги изговори тие зборови на Саул, Саул одговори: дали е тоа твојот глас, сине Давиде? И Саул заплака гласно. Потоа му рече на Давид: поправеден си од мене, зашто ти ми направи мене добро, а јас ти направив тебе зло, а денес ја овенча својата добрина кон мене, зашто Господ ме предаде во твои раце, а ти не ме уби. Кога човек ќе го најде својот непријател, го пушта ли да оди мирно по својот пат? Господ нека ти плати за она добро што ми го направи денес. Сега знам веродостојно дека навистина ќе бидеш цар и дека царството над Израел ќе се одржи трајно во твојата рака. Затоа заколни ми се сега во Господ дека нема да го сотреш моето потомство по мене и дека нема да го избришеш моето име од мојот татков дом. Давид му се заколна на Саул, Саул си отиде во својата куќа, а Давид се врати со своите луѓе во горските засолништа. Тогаш Самуил умре, сиот Израел се собра и го исплака тажејки по него, и го закопаа во неговиот роден крај во Рама, а Давид стана и слезе во пустината Фаран. Во Меон живееше човек кој имаше свој имот во Кармил. Тоа беше многу богат човек. Имаше 3000 овци и 1000 кози. Токму тогаш ги стрижеше своите овци во Кармил. Тој човек се викаше Навал, а неговата жена Авигеја. Жена му беше убава и многу умна, а мажот суров и опак. Беше халевовец. Давид чу во пустината дека Навал ги стриже своите овци, затоа испрети 10 момоци, наложувајќи им: одите горе во Кармил, отидете кај Навал и поздравете го во моје име. И речете му вака на братот мој: мир ти, мир на твојот дом, мир на се што имаш. Сега слушам ги стрижеш овците, а твоите пастири беа кај нас. Не ги гибавме, ништо не им снема, додека беа во Кармил. Прашај ги своите слуги и ќе ти кажат, затоа овие момоци нека најдат милост пред тебе. Зашто дојдовме во свечен ден, дај им на своите слуги и на својот син Давид, што ќе ти се најде при рака. Давидовите момоци дојдоа и му ги повторија на Навал во Давидово име сите овие зборови, а потоа почекаа.
Ама Навал им одговори на Давидовите слуги вака: кој е Давид? Кој е Јесејовиот син? Денес има многу слуги кои избегале од своите господари. Зар да ги земам својот леп, својата вода, својот добиток што го заклав за своите стрижачи, па тоа да им го подарам на луѓето за кои не знам ни од каде се? Давидовите момоци се свртија и се вратија по својот пат. Кога се вратија, му ги јавија сите овие зборови на Давид. А Давид им рече на своите луѓе: препашете го секој својот меч. И го препашаа секој својот меч. И Давид го препаша својот. И околу 400 луѓе тргнаа по Давид, додека 200 останаа кај товарот. А на Наваловата жена Авигеја и го јави еден од Наваловите слуги ова: ете, Давид испрати гласници од пустината, за да го поздрават нашиот господар. А тој ги истера, тие луѓе беа многу добри со нас. Не гибаа, ништо не загинавме додека бевме во нивна близина, кога бевме во полето. Ноќе и дење ни беа како тврдина за сето време додека бевме со нив пасејки ги стадата. Размисли сега и види што ќе направиш, зашто е готова погибелта на нашиот господар и на сиот негов дом, а тој е опак човек кому не може ништо да му се рече. Авигеја зеде бргу 200 лебови, 2 мевови со вино, 5 сготвени овци, 5 мерки пржено жито, 100 кросови суво грозие, 200 смоквина, колачиња и го натовари се тоа на ослите. И им заповеда на своите слуги: тргнете пред мене, а јас ќе идам по вас. Ништо не му кажа на својот маж Навал. Додека јавајки на осле слегуваше зад горскиот завој, Давид со своите луѓе слегуваше спроти неа, така што таа се сретна со нив, а Давид токму мислеше: и така напрасно го заштитував во пустината се тоа што тој човек го имаше, и ништо не му снема од се што имаше во сопственост. Сега ми враќа зло за добро. Господ нека му го направи на Давид ова зло и нека му додаде друго, ако до мугрите му го оставам на Навал од се што има и она што мокри покрај зид. Кога Авигеја го здогледа Давид, брзо слезе од ослето и падна пред Давид ничкум, поклонувајки се до земја. Откако му се фрли така пред нозете, рече: Господару, нека вината падне врз мене. Дозволи и на твојата слуинка да им проговори на твоите уши и удостои се да ги сослужи зборовите на својата слуинка. Мојот господар нека не гледа на оној опак човек, на Навал, зашто тој со право го носи своето име, се вика безумник и лудоста е со него. А јас, твојата слуинка, не ги видов момоците кои ги испратил мојот господар. Затоа сега, господару, живиот ми Господ, и така да бидеш жив ти, и така ти, Господа, кој те запази, за да не навалиш врз себе си крвна кривица и за да не ја набавиш за себе правдата со својата рака, нека поминат како навала твоите непријатели и оние кои му кројат зло на мојот господар. А овој подарок што твојата слуинка му го носи на својот господар, нека им биде даден на момоците кои што одат по мојот господар на неговите патишта. Прости ја вината на својата слуинка. Навистина Господ ќе му основе траен дом на мојот господар, зашто мојот господар ги води господовите боеви и за време на сиот твој живот нема да се најде зло на тебе. Ако некој се дигне да те гони и да ти работи за главата, животот на мојот господар нека биде сохранет во ризницата на животот кај Господ твојот Бог, а животот на твоите непријатели нека го фрли тој како од праќа. И кога Господ ќе му го направи на мојот господар секое добро што ти го ветил, и кога ќе те одреди да бидеш кнез над Израел, тогаш нека не му биде за смут, ниту за гризење на совеста на мојот господар, дека пролеа крв за ништо и дека ја набави за себе правдата со својата рака. И кога Господ ќе му направи добро на мојот господар, тогаш спомни си за својата слуинка. Давид одговори на Авигеја: нека е благословен Господ Израелевиот Бог кој те испрати денес кај мене во пресред. Нека е благословена твојата мудрост и благословена да бидеш ти што ме задржа денес, за да не навалам врз себе си крвна вина и за да не набавам правда со своја рака. Ама така ми живиот Господ Израелевиот Бог кој не дозволи да ти направам зло, да не ме излезеше така брзо во пресред, навистина на Навала не ќе му останеше до утрото ни она што мокри покрај зид. Тогаш Давид го прими од незините раце она што му го беше донесла и рече: врати се со мир во својата куќа, ете го послушав твојот глас и се обзрнав на тебе. Кога Авигеја се врати кај Навал, тој токму имаше гозба во куќата, вистинска царска гозба. Навал беше весел и сосем пијан, затоа таа не му рече ништо додека не е 8 на утрото. А наутро кога Навал се отресна,
му раскаже неговата жена се што се случило, а нему му замре срцето во градите и тој остана како да се скаменил. А на 10 дена потоа Господ го удри Навала, та умре. Кога Давид чу дека умре, Навал рече: нека е благословен Господ, кој ми ја исправи неправдата што ми ја направи Навал, и Господ го запази својот слуга да не направи зло, а ја навали Наваловата злоба на неговата глава. Потоа Давид испрати порака до Авигеја дека ќе ја земе за жена. Давидовите слуги дојдоа при Авигеја во Кармел и рекоа: Давид не испрати кај тебе за да те земе за жена, а таа стана, се поклони до земјата и рече: еве твојата слугинка која е спремна да биде робинка и да ги мие нозете на слугите на својот господар. Потоа Авигеја стана и бргу го зајава ослето, а по неа тргнаа незините 5 слугинки. Така отиде по Давидовите посланици и стана негова жена. Давид се беше оженил и со Ахиноама од Езраел, и двете му беа жени, зашто Саул својата керка Михала, Давидовата жена, му ја беше дал на Фалти, синот Лаисов од Галим.